Здраво ви добровдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме за влијанието на температурата врз поместување на хемиска рамнотежа. Сега некој од вас ќе се запраша како може температурата, нели, која мериме во келвини, воопшто да влијае врз хемиска рамнотежа, бидејќи хемиска рамнотежа беше кога имаш некое соединение X и се одвива до одредена хемиска реакција каде што стига до одредено соединение Y, но таа е повратна и повторно се враќа во X. Сега видовме во минатото видео дека, на пример, спрема принципот на лешата линија, ако вршиш измена на експерименталните услови, хемиска рамнотежа ќе се помести на тој начин, така што да се намали таа промена, односно да се врати во првобитната состојба. Така што, на пример, ако ја зголемиме концентрацијата на Y, тоа значи дека хемиска реакција ќе почне да тече кон лево, со цел да се зголеми концентрацијата на X, а да се намали концентрацијата на Y. Така, значи, чим имаме зголемување на Y, хемиска рамнотежа ќе се помести на таков начин, што да се спротивстави на таа промена. Сега, добро, тоа работи за концентрација, но како би работело тоа за зголемување на температурата? Така, бидејќи ова е некој си систем, да речеме дека ова се наоѓа во некој си сад, и тој сад си има одредено Т, така. И сега, ако го зголемиме тоа Т, значи ако имаме зголемување на температурата, тоа важи за целиот систем, значи и X ќе се зголеми температурата и за X, се зголеми за Y, односно ќе се зголеми за целиот систем. А и исто така видовме дека температурата Тм влијае врз брзината хемиска реакција, отприлика за секој 10 келвини брзината на хемиска реакција се случуваше отприлика 2 до 3 пати. Побрзо, така пута 2 или забележиме пута 3. Сега ова некој ќе рече дека ова само ќе доведе за побрзо да се случи хемиска рамнотежа, ама нема да помести кон некоја насока, така нема да се помести кон лево или да се помести кон десно, едноставно само побрзо ќе се постигне хемиската рамнотежа. Но всушност, мислам, тоа е така, побрзо ќе се постигне, но температурата може да влијае врз поместување на хемиска рамнотежа. На кој начин? Да речеме дека ова е некој си затворен систем. Така, и сега дека хемиска реакција од X кон Y, да речеме дека таа е екзотермна хемиска реакција, така што се ослободува енергија, давај, па ќе запишеме делта R од H, реакцијна енталпија, има промена во реакцијната енталпија, која има негативна вредност, минус некоја си вредност W, тоа значи дека се ослободува енергија во системот и значи дека се зголемува температурата. Сега, што ако ние ја зголемиме температурата? Така, што ако ние ја зголемиме температурата? Тоа значи дека ќе се фаворизира обратниот процес. Бидејќи обратниот процес од Y кон X е ендотермен процес. Односно тој дали абсорбира енергија, делта R од H е еднакво на позитивна вредност, позитивно W, така што кога ќе се одвива реакцијата од Y кон X, ќе се намали температурата на дадениот систем. Тоа значи дека ако ние ја зголемиме температурата, тоа значи дека ќе биде фаворизирана оваа хемиска реакција со цел да се намали температурата. И сега ќе го видиме ова со конкретен пример. Значи имаме хемиска реакција 3H2 кои се наоѓаат во гасовита агрегатна состојба, реагираат со молекуларен азот N2, кој се така се наоѓа во гасовита, и имаме една вака, так, две молекули на NH3 амонјак, кои се наоѓаат во гасовита. Сега, при оваа хемиска реакција, директната синтеза од молекуларен водород и молекуларен азот до амонјак, оваа хемиска реакција е всушност екзотермна, односно делта R од H е еднакво на минус 91,8 килоджули на мол. Односно, кога се одвива горната реакција, значи кога се одвива во оваа насока, се ослободува енергија во системот и се загрева системот. И ние, ако на овој систем, каде што се одвива хемиска реакција, ја зголемиме температурата, таа
тој систем ќе сака да намали температурата, нели, спрема принципот на лешата лје, односно ќе почне да се одвива спротивната реакција, ќе почне да се одвива обратната, каде што од амоњак ќе се враќаме на молекуларен азот и молекуларен водород. Сега некој ќе праша, добро, ја од каде да знам дали одредена хемиска реакција, така дали одредена хемиска реакција X плюс Y е еднакво на Z, во кој правец е екзотермна, во кој правец е ендотермна. Така, мислам, ако знаеш едното, ќе знаеш и другото најчесто, но нели од каде тоа би го знаел со цел да можеш да видиш ако со зголемување или намалување температурата во која насока ќе се промени хемиска рамнотежа, од само ако ја гледаш равенката не можеш да знаеш. Мора да имаш табела, така мора да имаш табела овдека на страна, која ќе ти каже дека од X плюс Y кога иде кон Z, таа дека реакција има делта R од H, дека е негативно пример, а кога идеш од Z обратно, така кон X плюс Y, дека делта R од H, тоа е енталпија, има позитивна вредност. И да се насочи колку е вредноста, мислам, добра, не ви треба конкретни бројки, тоа е за подетална пресметка, но мора да ти биде дадено дали реакцијата е ендотермна или екзотермна, бидејќи тоа се одредува експериментално. Нормално, повторно ги насочам дека може и теориски одреден степен да се одреди, но многу би било потешко. И од се ова до сега што го кажавме, можеме да изведеме една како дефиниција за како влијае температурата врз поместување хемиска рамнотежа, и дефиницијата би гласела како ова. Значи ќе гласи на следниот начин: зголемување на температурата на некој си реакционен систем кој се наоѓа во хемиска рамнотежа ќе фаворизира да се одвива ендотермна реакција. Така, ако ја намалиш температурата, ќе се фаворизира екзотермната реакција. И тоа е како температурата влијае врз поместување на хемиската рамнотежа. Тоа беше се за ова видео, само ме научиш нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.